Граѓани, поединци, фирми, невладини организации, домашни и меѓународни, донираат мостови, возила, канти и клупи, се во името на јавниот интерес, подобрување на животот и реализација на граѓанските потреби во локалните заедници. Но дали тоа е секогаш така? Дали секогаш во позадина е хуманоста, општествената одговорност или во прашање е нешто друго? Кој донирал? Што донирал? Насмевки и благодарност се најчесто сликите и информациите кои што ги добиваат граѓаните, најчесто и на јазик кој што и не им е разбирлив. Од општините тврдат, биле отчетни и транспарентни. Но дали жителите од општина Ново Село знаат дека половните возила кои што за собирање на смет ги добија како донација од иселеници во Швајцарија, сами ќе си ги плаќаат. Затоа општината реализира јавна набавка преку која ќе си ја плати донацијата. Донацијата од времето на градоначалникот Боро Арсов, кој во 2018 година беше уапсен за шверц на цигари. Сегашниот градоначалник Никола Антонов тврди дека имало таква јавна набавка која веќе е реализирана. Сега, 2 години подоцна, информациите велат дека донацијата всушност не била донација, туку градоначалникот само се пофалил, а подоцна се повлекол. Дали нашинците од Борисово и Ново Коњарево, кои што ги донирале возилата, се применувале во фирмата Алумил БЛДО од село Борисово, може само да претпоставуваме, зашто јавната набавка е направена регуларно и на истата се пријавиле 2 фирми, но еден од условите бил возилата да се испорачат за 2 дена. Општина Тетово е меѓу општините кои што има добиено најмногу донации, посебно донации од поединци. Кои се целите и мотивите за овие донации не успеавме да дознаеме и покрај нашите обиди и еднаш закажаната средба со градоначалничката на Тетово, Теута Арифи, не успеавме да се сретнеме ниту да добиеме писмен одговор на нашите прашања и покрај добиеното ветување од службите во општината. Советникот на ВМРО ДПМН во Тетовскиот совет, Александар Вајановски, вели дека треба да се внимава на транспарентноста во работењето на општините, затоа што понекогаш можеби овие донации во материјални или нематеријални добра може да доведат до коруптивни активности или сомнежи. За жал морам да кажам дека имаме се уште ниска, односно скоро никаква транспарентност, затоа што на самата седница на совет добиваме материјал кој што најчесто се состои од неколку реченици содржани во една одлука за прием на донација, каде што се наведени ако се работи за возило, марката на возилото, за што би се употребило тоа возило и така натаму, ако се работи за финансиски средства, намената која што е нели за на пример за партерно уредување на двориште, на црква, на џамија и така натаму. За жал морам да кажам дека не само ние како советници, туку и граѓаните немаат можност да имаат увид нели во она што се вели транспарентно давање на овие донации. Тетовската фирма Еколог во 2019 година донирала за општината во 2 наврати. Со 85.000 евра помогнала во изградбата на помошен објект на основното училиште Лирија, а донирала и 102.338 евра за изградба и реконструкција на 2 улици, едната во селото Бозовце. Еколог ДОО нема добиено ниту една јавна набавка од општина Тетово. Меѓутоа, во 2016 година, со одлука на Советот, оваа фирма, како сопственик на фудбалскиот клуб Шкендија, доби виза да управува со новиот и стариот градски стадион. Според одлуката, во следните 2 години, 2017 и 2018, фирмата требаше да инвестира 7 милиони евра и за двата стадиони. Меѓутоа, поради нераштистени имотно-правни односи и немаѓето виза за овие активности од страна на ФФМ, најавените инвестиции се уште не се реализирани. Како и на кој начин денес е регулиран односот на општината и фирмата Еколог како сопственик на фудбалскиот клуб Шкендија од локалната самоуправа, иако побаравме, не добивме информација.
Општина Струмица нема донации, барем така вели градоначалникот Коста Јаневски, посочувајќи ја само донацијата која што ја додели бугарската влада, возило за превоз на лица со посебни потреби. Според информацијата пак од Министерството за правда, во 2019 година, општината добила само една донација – 50 електрични тротинети и 50 заштитни кациги. Оваа донација не е преземена од општината, откако што вели градоначалникот безбедносни причини. Сепак, решение за доделената донација постои. Во оваа општина постојат бројни културни манифестации. Едни се финансираат од Министерството за култура, други и од Министерството и од општината, трети и со помош на бројни донатори и спонзори. Струмичкиот карневал, кој испишува 29 годишна традиција, е во комплетна организација на општината, тоест за него се грижи одборот за организација на карневалот. Пари за фестивалот обезбедува општината, Министерството за култура и бројните донатори и спонзори. До пред 2 години карневалот се финансираше исклучиво од средствата на општината и од спонзори. Овие последните 2 години добиваме средства и од Министерството за култура и слободно можем да кажем дека буџетот на карневалот е од 4,5 до 5 милиони денари во последните 2 години. Последните 20 години карневалот без нив не би можеле да го одржиме. Имаме огромни средства кои ги доделуваме на изработувачите на маскираните групи, доделуваме околу 10.000 евра награда за сите тие групи. Значи, неопходни се огромни средства за организација на таа манифестација. Исто така имаме гости од странство. Фестивалот Струмица Опен, кој оваа година ќе го има своето 9-то редуцирано издание, е во организација на граѓанското здружение Културен забавен живот. Средствата кои што се клуч за реализација на толков број настани ги добиваме од неколку сегменти. Тоа е од аплицирање на годишните конкурси во општина Струмица за секторот култура, исто така и за аплицирање преку конкурсот во Министерството за култура за националната годишна програма. Голем дел од средствата кои што ги собираме за потребни за организација на нашиот 3-месечен фестивал се од наши соработници, покровители, спонзори. Од опозицијата во Струмичкиот совет велат дека нема транспарентност во информациите кои што се однесуваат на финансирањето на културните манифестации. Доколку нешто е зацкриено и да нема никакви намери, стои дека самото тоа што не е транспарентно, не е доволно јасно и ствара забуни и се разбира дополнителни прашања. Тука посебно станува збор за средствата кои што се собираат од давањето на тезки за време на одржувањето на фестивалот, колку пари се собираат, на кои сметки се уплаќаат, зашто се потрошени тие пари и зошто за нив нема отчет пред граѓаните. За време на големите концерти знаете дека на манифестацијата, особено на плоштадот и на големиот парк што се двете музички сцени, се изнајмуваат и некои штандови кои што исто така се со наши долгогодишни соработници. Тие се исто така еден 30% од вкупниот буџет кој што ги добиваме за реализација и подмирување на општите трошоци. На Струмичкиот карневал минатата година, на кој имаше околу 2500 учесници, градот го посетија над 10.000 гости. На Опен фестивалот, кој во 2019 година го имаше своето 8-мо издание, во текот на 10-неделната програма го посетиле 250.000 гости кои ги следеле предвидените содржини. Колку заработи општината, бизнисот и организаторот, остануваат бројки кои јавно не се објавуваат. Во прегледот на спонзорите и донаторите на Струмичкиот карневал и Струмица Опен фестивал може да се забележат фирми кои што традиционално се јавуваат како донатори и спонзори на двете манифестации. Овие фирми, освен ослободување од данок по основ на спонзорство, се офајдиле и со понекоја јавна набавка од општината. Фирмата Графосервис во 2019 година добила од општинските јавни набавки вкупна сума од 16.322 евра.
Нико 53.698 евра, средства во кое е вклучена и услугата од оваа година, а хотелот Сириус 8.716 евра. Нема донации, нема корупција. Тоа е мотото на велишкиот градоначалник Аце Коцевски. Општина Велес во 2019 година има добиено само 4 донации. 2 се од странски невладини организации, 2 од фирми. Донации од домашни компании речиси и да нема. Во нашата земја, за жал, нема се уште сериозно изграден однос на општествено одговорни компании, кои дел од својот профит по правило треба да го вратат на заедницата, затоа што и профитот го создале благодарение на услугите што ги давале на граѓаните од таа локална заедница. Велес не е индустријски развиен град како што беше во поранешна Југославија, кога после Скопје и Куманово беше убедливо индустријски најразвиен град. Трет проблем е тоа што во меѓувреме со трансформацијата на општествениот капитал, поранешните општествени компании стана приватни компании, приватниците малку потешко се одлучуваат да издвојуваат средства. Средствата за Велешката питијада со промена на првиот човек на општината драстично се намалени од официјалните 7 милиони денари во 2017 на само 200.000 денари во 2018 година. Од споменатите потрошени 7 милиони денари, 4 милиони се пари од општината, 3 милиони средства собрани од спонзори. Градоначалникот Коцевски вели дека за питијадата 2017 всушност не се потрошени 7, туку над 10 милиони денари, затоа што сметките за направените трошоци постојано пристигнувале и сите нив морала да ги плати општината. За таа голема масовна питијада, кога главен лик на музичкиот дел беше Здравко Чолис, само за неговото учество и на неговата група беа исплатени околу 50.000 евра, да не зборувам за другите вечери. Кога јас станав градоначалник во 2017 година, за таа година за организацијата на питијадата, дека за услугите на потребите на бекстејџот, како што музичарите го нарекуваат, беа потрошени 500 виски, 500 штокови, 500 конјаци, не знам колкав голем број на велешки пити и слични дребули, како да пола гласачите да поминале на штандовите, што е според мене класичен пример на злоупотреба на функцијата. Општините не само што добиваат донации, тие и самите даваат средства по барање на поединци, подржуваат програми на невладини здруженија, спортски клубови, спортски надпревари. Во 2017 година со одлука на Советот на општина Тетово доделени се 2 милиони 740.000 денари, во 2018 дури 8 милиони 237.500 денари, а во 2019 година доделени се 4 милиони 412.000 денари. Минатата година во Струмица поделени се 870.000 денари на лица оштетени при пожар или лекување. За организација на отворени забавни фудбалски школи 2019 е издвоена сума од 150.000 денари. Во 2018 се поделени 1 милион и 200.000 денари. Во 2017 150.000 денари. Сумите што се даваат се различни, понекогаш и зачудувачки. Например, во 2016 година општината доделила 100.000 денари на лице за купување на гитара. Нарака или подрака, личниот интерес заскриен зад јавниот интерес, не секогаш, понекогаш се главните причини да се донира во интерес на граѓаните. Затоа секоја донација, секое спонзорство треба да биде транспарентно, зашто секогаш кога има сомнеш во позадина, може да се крие корупција или наместо нарака да имаме давање и земање подрака.